Поштовани, добар ден, еве сме и во емисијата Очи во очи на телевизија 24 со она постојана хронична тема која некако се чини се повеќе се засилува, колку повеќе се зборува дека ќе се направи нешто, таа некако ги покажува сите своји слабости, односно се прикажува во вистинската светлина на состојбите во кои е, а станува збор за правосудството, она кон што се стремиме, независно и непристрасно правосудство, а имаме нешто сосема спротивно од тоа, далеку од тоа. Ситуација во која, ете, се прашуваме до каде сме стигнале со правосудството, дали тоа политиката владе со обвинителството, со судството, дали нешто друго, дали и политиката и кој знае какви други работи. Така што дека е корумпирано очигледно во сите сфери, но колку и до каде и до кога корумпираноста, политиката и сите други фактори всушност ќе судат, освен она што треба да го прави судството, тоа е да биде независно и непристрасно, е помеѓу другото она и што би го продискутирале денеска. Во секој случај околу големите предизвици и проблеми пред кои е судството, а кои особено и во изминатите неколку дена се појавија малтене во исто време на различни места, со различни случаи, некои од нив се само дали реакциите кои се јавија не само во јавноста, туку и од премиерот и од министерот за правда по пресудата за возачот кој прегази 22 годишна девојка од 2022 година. Мицковски изјави дека ова не е правдата која ја очекуваат граѓаните, побара од судскиот совет да ја преразгледа работата на судијата која донел одлуката за казната затвор. Министерот за правда Игор Филков исто така се приклучи на критиките, изјави дека реакциите во јавноста се важен индикатор за слабиот интегритет на судскиот систем. А председателот пак на судскиот совет Александар Камбовски потврди дека тие побарале увид во предметот, истакна дека ако се утврдат пропусти во постапката, тие ќе реагираат. А од друга страна излегуваат пак информации дека суди и обвинители, со оглед на тоа што во 2022-та се случил трагичниот инцидент, дека во тој период, од како трае процесот, па бил обжален, ова било всушност обжалување на казната затвор од 2 години за уште да се намали. Па, велам, суди и обвинители, излегуваат информација дека во секоја фаза наводно ја намалувале казната за возачот. И сега денеска судскиот совет го разгледува ова, односно увид во предметот и, како што кажав, Камбовски истакна дека ако се утврдат пропусти, ќе реагираат. А кој ќе реагира? Судскиот совет и членовите на судскиот совет, оние 5 члена кои добија недоверба од владата и кои седат уште таму, или еве председателот Камбовски кој вели ќе интервенира, па иницијативата за реакција, па дури и за дисциплинска постапка, ја покрена токму Камбовски со мнозинството членови на Советот во врска со другиот контроверзен судија кој му одреди куќен притвор на оној поранешен припадник на ОВК, од кого потоа ни трага ни глас. Барем да се огласи од некаде да видиме. Мислам кој е херој, јунак и така, тој ајде, не, дека се крие, но може да биде транспарентен, или да објасни како исчезнал. Но го нема него, а нема ништо ниту за контроверзниот судија. Ништо освен 30% помала плата
колку што му определи токму тој судски совет, токму таа иницијатива, токму тие членови во траење од 6 месеци. И сега, што може да се очекува? Ете, иста иницијатива, исти членови и во овој случај. При што во овој прв случај уште повеќе се проширува приказната со оние контроверзни, суспектни, недозавршени, недоразјаснети ситуации со по однос на преполагањето на оценките. Пиши, бриши, што со тоа што тука не било ниту избришано, ниту некој нов документ е виден, освен прецртувано. Што и да се направи, се добива нов документ, значи стариот останува, па е преполагано, па се приклучува и слично. Но сега кој кому веќе да верува и всушност од друга страна, па таков ни е и законот, а таквиот закон и пред 10 години беше донесен токму од извршната власт. А тоа е воведувањето на законската можност да се преполагаат испити за оние кои веќе ги завршиле студиите. Така да со давањето на таа можност вештачки да го зголемуваат просекот, веќе завршил, добил диплома, а потоа накнадно да се враќа. Значи, само да ја надгради дипломата, а не да ја изгуби, предизвика преку ноќ оние студенти кои, да не кажам, биле слаби или имале незадоволителни оценки, просек се едно за одредени сфери да влезат, преку ноќ да можат да станат одлични студенти и да влезат, да ги исполнат тие услови, и потоа да стигнат на овие места и сега да имаме контроверзни ситуации. Или, не знам, неверојатната слика, уште документирана со видео, веќе не знае човек на вистина, и што да мисли, што правел тој што снимал и така натаму. По однос на, веројатно сте ја видела онаа ситуација во казнено-поправната установа во Штип, со тоа што полицајци им помагаат на затворени лица во барање дрога која им ја префрлиле од друго возило. За потоа да не се покрене дисциплинска, со објаснување дека затвореникот си го барал скапиот часовник кој кучката му го земала, додека си играл со неа. И навистина нема крај на случаевите, па се до ова со тиете банални, може би дури и смешни, на прв поглед смешни, на втор поглед откривајќи ја состојбата во општеството и тие длабински пукнатини, далеку трагични. Не толку трагични како трагичните ситуации во Тетово, Кочани, оние автобуски несреќи и така натаму, но секако и тоа како главен причинител за тоа што тие се случуваат. Така да не е објаснувањето потоа во пиротехниката запалила, или кабелот запалил, или автобусот во Бугарија ја удрило градата и така натаму. Туку причината е токму во ова. Во ова што на прв поглед изгледа смешно. Велам, веќе на втора топка е и тоа трагично, туку е директен причинител. И во таа смисла, ајде, ја ревидираме оваа тема, сите тие предизвици и проблеми. Што ни се случува со судството, дали барем можеме да констатираме дека не се влошува, дека овие ситуации се резултат на можеби чиста коинциденција, па во неколку дена се поклопиле неколку случаи. Или градоначалникот на Струга, локалната самоуправа, со возилата, и таму сега и тоа е контроверзно, на луксузно возило сега повторно се враќа
станува актуелно. Така да подобро човек и да не отвара, затоа што навистина нема за што да се фати всушност. Ако е проблем гледате пресудата на судијата, па ќе дојдете до оценките. Па потоа ако се оценките, а не се оценките биле од факултетот. А дали е факултетот потоа? Па добро, не е ни факултетот, па не е ни судијата, да речеме. Дано потоа ќе видите дека наназад комплетно и суди и обвинители во секоја фаза ја намалувале казната. Па фатете со нив потоа каде ќе ве одведе тоа. И нема крај едноставно. Значи, подобро да не се чепка, затоа што се чепне одоздола ништо. Празнина. Мислам, се е скапало. Се што вреди скапало. Доминира корозијата. Доминира талогот. Морален и како би да е. Криминален. 6091 924 925, ете, генерално е значи широка темата, па повелете вие на овие телефони можете да се вклучите. Почнуваме веднаш со првиот гледач. Повелете, добар ден. Добар ден, ако се слушаме, повелете. Добар ден. Дали го имаме првиот гледач? Повелете. Добар ден. Имаме ли некого? Повелете, ако се слушаме, добар ден. Ало. Добар ден, вие сте, повелете. Ајде, добар ден, Исо. Повелете, поздрав. Ало. Да, ве слушам, во програма сте. Исо, добар ден, Исо. Добар ден, повелете, да, ве слушам. Шо е, не Се слушаме, јас ве слушам, повелете. Ало. Да, повелете, јас ве слушам. Зборувајте, повелете. Можно е вие мене да не ме слушате, но зборувајте, еве ви давам знак. Повелете. Се слушаме ли? Ало. Да, повелете, ве слушам. Зборувајте, повелете. Се слушаме ли? Да се обидеме можеби со вториот гледач. Дали и ова можеби само со оваа линија или воопшто некако двонасочно имаме проблем. Повелете, добар ден. Добар ден, се слушаме? Повелете, добар ден. Се слушаме ли? Добар ден. Добар ден, повелете. Имаме ли некого? Добар ден. Повелете, вие сте. Ало. Ајде, повелете. Имаме ли некој? Да, ве слушам, повелете. Ало. Да, повелете, вие сте. Ало. Ве слушам, јас нешто... Вие не ме слушате, изгледа. Повелете. Слушаме? Да, се слушаме. Ало. Ве слушам, повелете. Ало. Јас ве слушам, зборувајте. Се слушаме? Да. Јас ве слушам. Што е проблемов ја? Нешто не ме слушате вие преку телефон. Повелете. Ајде ќе зборувам. Зборувајте вие одлично. во ред. Ајде. Вака сега. Темава добро е образложивте. Суди, председатели на суди, сите тие да се испозатворат. Сите тие се внешени во криминалот. Судија нема што не зема мито. Адвокати, сите да се втераат дупка. Има адвокати честни, што ја бараат правдата, што ја прават правдата, ама има адвокати што соработат заедно со судите и прават предмет за да можат да го соголат тој што барат правда. Ова општество, не знам до кај ќе оди вака и кај ќе заврши. Цела држава е изместија. Па нема работа негде кај што без криминал да не помини или да помини, а судо, судиве и адвокатите се договараат како ќе го изгледа делото. Не е битно правдата. Важно е делото за во джепчето
што треба да им падне. Тука треба некое тело изнад нив, секој предмет, да го чешнат што прават и судите, и адвокатите, па и министрите, да ги речам, да им дува некој во вратот. Иначе вака ништо не правиме, држава е ничкоса на околу. Слушам многу работи сега, ама не е темата за тоа да зборувам, ќе имаме прилика за нешто, по некоја друга тема да се скажеме малце пошироко. А иначе ова народот треба цел народ да се освести и да застани рампа да им стави новие и суди, и полиција, абе све е смешано. Сите пар... Благодарам, поздрав до вас. Дали се слушаме со следниот гледач? Повелете, добар ден. Дали се слушаме со некого? Повелете. Да, јас вас слушам, добро ве слушам. Одлично, повелете, и јас ме слушам. Добар ден, господин. Драго ми проработеа врските, добар ден, повелете. Ако нешто сгрешам, нешто слободно исклучите ме. Ба, повелете, не би сега. требало. Значи, јас сум реален. Веќе почнеме од вие што беа 12 години на вас во МРО да помане, па до СДС што беа 7 години. Значи, особено кога беше СДС на вас, значи, тачно ни ја водева криминалци и, како да кажа, значи, криминалци особено. Ни ја водева државата. Исто кога беа во МРО да помане, 12 години. Значи, ја мислам дека веќе никој жив не може да ја прави Македонија. Гледате ги, господин Исто, го згазиле девојче 2 години затвор, значи колку жив, колку е човечкото, ај кажете ме вине. Значи, толку вреди еден човек, само 2 години, и што сега те вајга. Значи, 7 години криминалци ја водева и уште денес ја водат државата. И од кога ќе бареме, што ќе бареме? И не сакаме да си одат надвор младите, па ќе се одат како нема да се одат. Пред сега да почнеме, од пред 9 година ака. Јас сум бил на времето во МВР, сега сум лично пензионер. Вие знаете дека со 8 деление, 7 школа се запослуува во МВР, па зимаат дипломи. Зимаат дипломи со факултети. И сега речи го, значи еве лично јас имам 2 сина. Двата ми се во Швајцарија, во странствот. Стовар па дека со дипломи. Кој некој со осмоделение, па диребе некој што стварно што не е писмен да ги раководи и најдобро во странство. Господин Исо, извините многу ако нешто сгреши погрешно, извините уште еднаш. Ма во ред е, нема потреба, ви благодарам, вие повелете да се слушнеме повторно. Добар ден, повелете. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Повелете, јас ме слушам. И јас се слушам, одлично. има фонија, и ако е гласот намален, значи нешто со врските... Да, нешто не е како што треба, но добро, барем дека Вака се. сте на линија. Повелете. Предизвици и проблеми колку сакате. Повеќе предизвици, проблеми отколку предизвици. Дали правосудството ќе преживее, тоа може ќе преживее, ама нас граѓаните веќе не е дојдено преку глава. Ова е не само во правосудството, што вакви неправди се гледаат, што веќе не се издржува психички. Ова е нешто невидено, еден вид тортура од институциите во граѓанството. Правосудството, Министерството за правда, Министерството за внатрешни, денес си наслушавме и таму, се што. Министерство за локална самоуправа, образование. Еве на наша пријателка са има податоци дека предметите 2 што ги пријавила имаат оценка дека положила и дека се пријавени, ама ја нема пријавата. Цел месец оди на правен факултет да ги најдат пријавите. Зошто да се изгубат? Тие таму се неписмени? Каква институција е таа? Така и во правосудството се губат документите, знаете? Во фиоки без дно. Така и во внатрешно, веројатно, така и во образование, така и во локална, пошто ни се случува се. Еве предметот за да откупиме ние бараката, поднесена молба 2011. Нас денеска ни доаѓа писмо од Пробиштип да поднесеме документи. А сопругот до 2014 секој ден одеше во општина, секој ден бараше податоци и на крај дознавме дека документите се изгубени. Поднесовме 2014 нови. И сега овие од Пробиштип дури денеска виделе
дека ние сме откупиле бараката, ама знаете што сме откупиле? Стан на први спрат, наместо барака на приземје. Така. Значи, толку неписмени имаме луѓе. Ова е катастрофа. Благодарам, Да, пријатно. и јас ве поздравувам. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Да, добро, се Слушаме? слуша. Да, одлично. браво. Повелете. Исо, Да, така сега. Прашањето дали правосудството ќе ја проживее корупцијата. Да, или тогаш не е правосудство, ако не ја преживее, само корупција. Така, да. Ја како го сваќам? Така, да. По многу граѓани, по многу анкетирани граѓани, по многу политичари, овакво. На прво место е по корупција и криминал извршната власт. Второ место е градоначалничката власт. Трето место е законодавната власт, пратениците. Четврто место е судството, четврто место е обвинителството. И сега, ние ако бараме од судството да ја преживее корупцијата, абсурд е за граѓаните. Зашто е абсурд? Абсурд е затоа што најчинител за корупција и криминал е извршната власт и градоначалничката власт. И тие се јака спрега, сите овие 4 фактори што ги наброив, у јака спрега против народот, против обичниот народ. Се поише да овакво, се поише да го користат и да го крадат. И затоа сме ние народ, многу сиромав народ, младината бега и се повише и повише осиромашуваме. Ја мислам, тука е проблем. Дека судот е немочен спрема извршната власт и спрема градоначалничката власт. Уценете. Многу е уценет и нема сила да се справи. Каде е уценет? Многу помалку обвинители има, а многу помалку суди има, 25% суди имаш помалку у судството. Така ви благодарам. Ако е така, ако е тоа до извршната власт или воопшто ете до власта, ако е судството уценето, тогаш имаме ситуација во која политиката владее со обвинителството и со судството, односно со правосудството. Односно, владее така како што ги гледаме резултатите. Затоа што таа може да владее, односно таа поврзаност, тие се или би требало да бидат независни, но меѓусебно поврзани, комплементарни за меѓусебно да можат токму и да се контролираат взаемно, со цел унапредување и дополнително елиминирање на ризик од било какви влијанија. Ако резултатите ни се вакви, заради влијанието на политиката, односно тие владеат со судството, правосудството, тогаш тоа покажува и како владеат. Тогаш таа контрола не ја прават за да ги поправат работите, туку прават да ја направат каква што е. А секако со независно велите уценети или не, како и да е уценети или не, прифатено е тогаш од другата страна. Од кој да е, ако не е од политиката. Затоа што тешко дека е самостојно. Правосудството не би го правело тоа самостојно, мора да има и друга страна. Значи, ако не е политиката или се едно, освен политиката, еве имате граѓански вакви ситуации и така натаму. Значи, секој кој ќе се обиде да издействува помала казна преку судијата, обвинителот и така натаму, мора да има соработка. Така да повторно се сведува, без оглед дали политиката владее со правосудството или и политиката и другите, се сведува повторно на тоа дека станува збор за жал во најголем процент на кадар кој е и не само повеќе од податливи подложен на тоа, туку апсолутно сериозно далеку отиден во тие работи. Инаку кој да врши притисок, извршна власт, било која, не може да го врши тој притисок ако не се согласат судиите. А што да прават, да кажете? Па што, има многу начини што да прават. Зошто не протестираат, зошто не излезат директно, зошто не кажат, не знам, овој за граѓански предмет физичко лице бара ова, ми нуди пари, или не знам, политиката врши притисоци и така натаму. Зошто не бойкотираат, зошто не напуштат
Нема, еве, нека ние нема да го работиме тоа за што не сме положиле заклетва. Одбиваме да работиме и готово. Напуштам, давам оставка и слично. Вие гледате, нема. Дури еве интерпелација не си поднесуваат оставка. Барање за разрешување за државен обвинител Јовевски не си поднесува оставка. Сега одеднаш не треба разрешување, добар е, ајде да му дадеме друга шанса. Одлично, седи. Сега ќе се докажува, да видиме. И тоа е истото така, или судијата немал оценки, па ја се докажува, па преполагал, потоа па прешкртал, па ставил други, па ги исполнил условите, па го зголемил просекот, па може повторно од второ, од трето преполагање останала уште некоја оценка, ајде и ова ќе коригираме, а се со истата диплома. Тоа значи може да поминете како катастрофален студент и понатаму со години коригирајте си го тоа. А овој предмет ми бил слаб, ајде сега ќе го преполагам јас. Па другиот и така натаму и потоа ќе си ја дипломата постојано си ја надградувате. Значи вие сте практично вечен студент тогаш. И сето тоа е суспектно како што се прави тоа и така натаму. Посебно и ако се надградува, се преполага, процедурата е друга, мислам друга, засебна. Не се пречкртува оценка и во основно одделение, ако е единица, таа останува, па на следното испрашување ученикот добил петка, па под неа се пишува петка, не се прецртува единицата, па до неа, сега петка. Па утре паднал, не знаел, па петката ќе ја прецртаме, а сега единицата. Повторно ќе ставиме. И така натаму. Така да, едноставно, клучниот проблем е, значи, апсолутно сепак во таа судска власт. Не можат да одолеат, прифаќаат, а аргументите од тоа, па уценете и слично, па што уценете? Кој ве тера да работите? Кој се дигнал од нив? Па погледнете ги анкетите на токму правосудството. Судиите и обвинителите категорично мислат дека и тоа како висока довербата во судството. И неодамна дури поранешната председателка Дамева уверена дека далеку повеќе, не од 2, од 20% и така натаму. Но јасно треба да се унапредува повеќе и тоа е малку, но е висока. Така да едноставно затоа и кога интерпелација има или барање за разрешување на обвинител, па тој не поднесе оставка или ништо не су. А камоли сам да кажем, а нема притисок ми се прави или немате доверба во мене, а не сакам јас, заминувам. Или не работам така. А не работам емисија ако е со пцости и со притисоци. И со селекција. Освен ако не сум наменски или прифатил да работам така, ќе ја работам селективно. Тоа е друга работа. А ако сте за тоа, имате заклетва, ваква, таква, обврска, кодекс, дали е новинарски, дали е правен, дали е лекарски, и ви наметнуваат тогаш уредник или било кој во новинарството, вака, сега тие ќе ги пушташ. Па ја што да праваме уцениле? Па не водам. Зошто не го направат тоа? Значи не може ги уцениле. Што? Ќе останат без работа, без платата. Па еве 30% 6 месеци. Гледате и херојот на ОВК не се знае каде е. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Повелете. Да, повелете, вие сте. Вака сега. Во судство е од 91-а. Уште што направи, се е корумпирано. Со дела се кажува дека се корумпирани само за подкоп. Се што ви се случува афери с криминали и корупција, атентати, криминали, колку сакаш има кај нас. Се одни од овие злонамерни се да се сорта душмани на Македонија и предамици и дури предаваја државата, подпишаја кој и е право да продават и да се држува, да ја тргува државата. И уште сега мешедари па викнали тука да не се мешаме, а они да се мешат. Да не се меша судството, да не се промени. Имота на судиите, јавно го тоа река, кажа убаво Кристијан Мичко, кој е чист проверен човек и се грижи за државата и за граѓаните. Имота на сите политичари не се што не го прифатат. Затоа што се корумпирани криминалци, сите и брово што се се корумпирани. Судството од 91,
се опустошува. И сега исто не дозволава да се случува да се промени. И да продолжи вака корупцијата со судење се со подкупи. Ева сега Христо Мицкоски убаво се грижи, гледаш колку 60 души да примено на премии на пешешки премии за гена. Никој не е одговор, се подкуп за пари и така, колку. Или символично 2 години судење, или домашен притвор и така да се подиват. Доошли да продолжи. Што правиме? Значи, што граѓаните барат државата да има малку да се безбедни, да ова влада работи удобно, доматински, судството да се изгоне и да се изгоне таму дека работат. Да си дадат сите оставка, како беше дане. Уколку не си дадат, ќе одговарате камбуски, ќе одговарате кривично. Народот ќе излезе, бунт ќе ве сруши и там со клоцик. Така, истече времето, ви благодарам. Поздрав, повелете, добар ден. Добар ден, Исо, поздрав до тебе. Благодарам, повелете. Пријателов Рибаров стално има јаки анализи, ама денешната му беше врв. Деме гласа ги уценува судиите. И се тоа како би изгледало вака во пракса. И вика власта, зимајте мито, ако не зимате мито, ќе ве смениме. И овие сиротите уценети, кај ќе одат, ќе останат без работа, мора да зимаат мито. Не се виновни луѓето, власта ги уценува. Што да кажеш на вакви коментари? Не ли гледате што се случува во луѓе? Овој комерцијалистот што го купи Мерцедесот на Груевски 6,5 години беше осуден, овој за убиство на Пешачки 2 години. Па секој ден не ли гледате се явуваат случаи, еве и по затвори. Кај нема корупција, по болници, кој уништија систем од 7 години, кај да се фати шуба, вика све скапано, не знаат од кај да почнат, крај да фатат. И овде зборуваме приказни, кажуваме некои. Дајте да даеме поддршка треба, значи секој ден се покажува дека Мицкоски е во право. Стално се појавува случај, еве ти сега и братучетката на Оливер Спасовски, гледаш таму. А видов демантираат дека имала поврзаност. Чисто само да кажам дека има, да. Да, демант, милиција случајно така, финансова полиција објавува податоци без да испита. И тој газдата на сервисот вика дека нема поврзаност, поштата била виновна. Така никој ништо не знае, отишле 350.000 евра у джеп, место државна каса. И нема друго, и со ети гледаш дека нема ни расположение, СДСМ не дава ни поддршка, не ги пак подат Исто Козаев иде, Филипче во Брисел, ја кодоши владата, ја кодоши државата, дека ВМРО не ќе да ги стави бугарите во уставот. Значи не сакаат решение, значи ВМРО мора да издржи, ама мора и поддршка од народот. Благодарам, поздрав, повелете, добар ден. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Одлично. Види, вака, ја не знам кој е процесот, која корупција ќе ја преживе, па они се во корупцијата, кој ние тие нема да живеат. Они уживаат, не живеат. Ама нема ни правосудство, затоа може би подобро темата ќе беше правосудство или корупција, што ќе превладее? Не може да зборува, има правосудство, ама корумпирано, па нема значи правосудство. Се додека расипаниот запад овдека се слуша, се до тогаш нема поправка. Само Владимир Путин, никој друг. Најискрено ви кажувам, гледате што прави Доналд Трамп. Заборавив да кажам, ке промашев, многу си ми се допаднал денеска со коментарот на Трамп. Бајле ти го коментираше. Да. Аллах вера. Па добро, ја само пренесов што кажал сега, да. А овие другите овдешни што изиграваат големи патриоти, големи слуги, измеќари се уствари. Они се тие што со нивните стоми или усти, таму се моткат околу те дел што Трамп го кажа. Тука се бутат некаде таа зона. Нема ни спас. Гледам по афричките земји како се ослободуваат. Значи, што прават тие западњачки поштаплери, битанги, французи, таму енглези, кои не.
Значи, мојка ќе земам работа по толку, вас ќе ве наградам дебело, ќе земате јаки пари, што ќе треба све за вас. Другото, беда и сиромаштија ќе оставите. Ќе владеете веки векови и нема да имате проблем. Истото со тие афрички држави што се случува, и овдека се случува. Му дава во облик на кредити, субвенции, чуда, парите ги дават на велико и стараат што прават, што така тоа прават. Ајде, поздрав. Благодарам, поздрави до вас, до слушање. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Ало, Повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Почитувани, сакам, интересна е темава. Те поздравувам. Ви благодарам. Интересна тема на фрлите. Би сакал да некако да појаснам дека правосудството дали ќе ја преживее корупцијата. Јас мислам дека ќе ја преживее, но во многу намален обем. И тоа е потребно. Корупцијата, јас колку што имам сознанија, постои во сите системи. И во преседателски, и во собраниски, и во комунистички, и во капиталистички, но битно е да се намали, инаку не може да се згасне корупцијата. Тоа сметам дека е факт, ноторен. А дали правосудството ќе ја преживее корупцијата? Некако ми е безсмислено, но во секој случај битно е да се корени, да се искорени, да се намали одвонат и оваа власт покажа некои резултати, но дали ќе издржи, дали ќе го искористи нејзиниот термин, да го, како да кажам, да се манифестира тотална борба против корупцијата. Друго не има што посебно да... Не ми се допаѓа што власта опортунистички настапува према претходната власт. И тука е исто една ситуација која комплексна, ако се гледа, објективно го спречува системот. Така. Друго што не можам да кажам, тоа е тоа. Ќе направам концерт, друг пат тој ќе се јавам. Ви благодарам, ете, до слушање, до скоро слушање, ве поздравувам. Имено, да, ова велите двосмислено, дали правосудството ќе ја преживее корупцијата. Поентата е, инфицирано е од корупцијата и е во состојба на болест, болен субјект. Со самото тоа што е болен, веќе не е она што треба да биде. И болен човек не е исто што и здрав. Така да и правосудството корумпирано, инфицирано, не е правосудство во вистинска смисла, секако не. Значи, тоа е друга состојба веќе. И сега дали ќе ја преживее, значи дали ќе ја надвладее болеста, да ја надмине таа инфекција и да оздрави, да се врати во форма и да стане правосудство во полна сила, или нема да ја преживее болеста, во случајот корупцијата ќе го дотолчи и тогаш ни нема да има правосудство. Ова е некоја меѓуфаза. Но дотаму отидена што се чини дека доминира корупцијата и се помалку има од правосудството. И ако уште малку продолжи, за жал, нема да може да ставаме теми колку и да изгледаат двосмислени. Добро е да изгледаат двосмислени. Нема да може да бидат двосмислени, затоа што веќе нема да можеме, и сега тешко може да зборуваме за правосудство. Освен ете, декларативно како институција. Ќе зборуваме само за корупција. Значи, победи корупцијата, не оздраве. Инфекцијата се прошири, надвладеа и толку од правосудството не остана ништо. Како и од болен човек кој подлегнал на инфекцијата. Сега тоа е болен, но се уште е човек. Не е умрен. И тоа е позитивно да биде двосмислено. Ке преживее или нема да преживее? Нема корупцијата, нема тогаш правосудство. Корупцијата надвладеа. Тоа е поентата, дали ќе преживее, да ја победи корупцијата. И да се врати, да почне да се засилува повторно една рехабилитација на подолги патеки, не може преку ноќ да се враќа во рамки на она што треба да биде. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Повелете, да. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете.
Поздрав. Благодарам. Поздрав до вас. Правосудството е поразено од корупцијата. Убаво вие кажете, доминират, многу доминират. Сите се прашувам и со во држава како тие доминираат, како корупцијата напредуваат, а правосудството не може да го спречи и да го лечи. Ја викам, не може, затоа што сме ние метастазирани со трета фаза на карцином. Метастазирана е Македонија. И нема лек. Ќе кажеме дека нема лек. Не е така, може да има лек. Ја би рекол дека може. Се додека политичките партии, еве слушате што се дешава во една здравствена институција, во гериатрија, 100.000 евра во побарал за еден клиент инвалидизиран да го земе да го смести. Земал 20.000 евра. Јас се чудам и тој човек кој отишол да му понуди, ама тоа е наместена работа, не е битно. Нивна е таа работа, не навлегувам. Да му дадам 20.000, 100.000 евра за да го смести. Па јас тие пари негователите ќе му земам 20.000 да го секојдневно да го одржава. И самите граѓани... И тоа долги години, да. Да, по долги и во години. неспоредливо подобри услови. Неспоредливо подобри услови ќе има. Так. Самите ние граѓани ја поддржуваме корупцијата, а зборуваме тука. Да. Многу политички луѓе кои што затоа се тепаат на партиите да влезат, да станат раководители, да бидат членови на котираат, за да дојдат до корупцијата. И затоа доминират корупцијата во Република Македонија. Кој сака во приватниот сектор да работи? Сите сакаат администрација, државно судство, МВР, здравство, образование, сегде кај што има негде да се измозне од нашата, да не се изразам, млекарница Република Македонија. А ние граѓаните сме исто виновни кои што даваме и поддржуваме таа корупција. Па сега да си ставиме прстот во... Так, благодарам ве, поздравувам. Имено гледате, да, тоа што доминира и каде доминира и во какви немерливи размери, споредено со, да речеме, се акцентира денеска вест, приведен возач на возило на граница, затоа што помеѓу документите со зелениот картон имало 5 евра. Корупција. Не видов подетално објаснување. Тие можеле да бидат таму, може ги ставил случајно, не дека го оправдувам. Може би намерно, а ако ставил намерно, па и тој наивен, кого ќе подкупи со 5 евра. За да подкупите треба нешто да направите, ако сте чисти не подкупувате никого. А кого да подкупите кога имате ваква корупција? Па гледате 20.000, 100.000 евра се подкупува. А е нешто да документот не ви е исправен, 5 евра да ставите. Но како и да е, се акцентираат вестите како, ете, гледате справување со корупција, кај возачот при давањето на документите, меѓу сообраќајната и зелениот картон, имало 5 евра. Истиот е приведен и даден на понатамошна постапка. И сега, ако извади од некаде, може би 10 пати, 100 пати повеќе, може би ќе се испостави дека случајно биле таму. Ако не извади, и сето тоа е катастрофално. Сега се занимаваме со 5 евра, односно како вест гледате како сме успешни, а од друга страна ова се урушува сосема. Затоа што ова се такви коруптивни сделки кои се на штета не само на општеството, туку по човечките судбини. Судството одлучува за човечките судбини. Тука, на земјата. Тоа е овоземската правда. Другата е друго. И тие одлучуваат дали некој ќе биде во затвор или нема да биде, или ќе биде ослободен. Дали ќе биде казнет или не. Тоа не е воопшто наивна работа, играње со човечки судбини. А сето тоа е во името на народот, особено. Секоја пресуда е во името на народот. И сега, ако одиме со тоа, тие се уценети, а го прават тоа, а народот пак исто го трпи тоа, во името на народот тие да го прават тоа, тогаш е навистина, мислам, чувството е катастрофално. Да народот ја сноси вината за таа бескрупулозност која се прави на штета и на народот, и на државата, и на поединците кои се дел
од тие предмети, од тие случаи. И кои го бараат она што државата е должна да им го обезбеди. Правда, здравство, сместување и така натаму. Дали е геријатрија или што и да е. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо, ве поздравувам. Исто така, повелете, поздрав. Не сме се чули по-долг Да. Добро ли сте се во ред? Да, сега е се во ред. Кога ќе се видиме, ќе ви објаснам многу работи. Така. Дали го имате вие од Раде Шербеджија гледано филмот Горки државни систем? Да, како да не. Сега, таму се нагласува, кога го испитуваат министерот нели за корупција и мито во државен затвор и му ви велат зошто така направи, тој вика директно пред адвокати, пред тие таму собрани сите инспектори, све вика скапан народ, вика скапан систем. И сега овие вака го гледат, како мислите тоа? Па така вика, каков народ, таков систем ќе имате у држава. А ние овде го бараме кривецот. Самиот кривец во државата, Исо, како што е нагласен и тој филм што го гледав, стварно двосмислено сега го говорам, значи стварно во право бил министерот тој што и го кажа и на инспектори и на све. Значи самиот народ си крив. Како ќе си дробиш, така ќе си сркаш. А дека државата нема замешано прсти во судството, како што велат некој, и некој го бара Путин, Хитлер, кој да било, све е џаве. Значи народот си бира, народот си јаде 100 стапа по грбот, знаете 100 стапа по тук и грб, ништо не е. Така да, никој не ни е крив на нас како народ. А еден по вашиот и тоа како е, да. Да, и нема што да ја бараме кривицата во поединци, 10 души, 5 души и 100 души. Самиот народ си е крив што не може да си процени. Толку имам да кажам, мисло, бидете ми поздравени, се најдобро. Благодараме те и секое добро за подобро и во подобри услови и околности се слушаме. Повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Дали имаме некого на другата линија? Добар ден. Повелете, добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Повелете. Овде е еден партиски војник од Апел. Се нема слушнате ки Одамна, да. Лјупче. Да, повелете, да. Што чест слушам војници на партиска, овде ки умо би ги извадува. Ба, добро ете, вашата партија е онака нај... Да ти кажам, родители, се јавам, ти си легенда, многу фин човек, културен сешо. Го поздравам посебно Штипјанецов, нека е здрав и жив. Го право е, јас 20 години гласење не одам никако. За кој че гласен? За овие во Европска унија ще влегам со 3000 евра плата, не ја гласам лично. Треба да ти чади мозоку па да гласаш со гроштени. Да. Вистина. Јас така ги гледам и така ги поставам работи. Така. Верувај ме. И за гласење 20 години не од намера. Че гласам за ВМРО под еден услов. Да кажем отворено. Ако платите ги намала, патни трошкови, се што треба. Тоа ќе гласам. Како може? Ако се рече патриоти, вистински патриоти, па нека вода малку сметки за народот. Малку извини, сум нервозен напред. Ма добро, немојте во редија, мислам. Немам гајле. Ајде да се јавам, ме иритира некој работа. Се јавам еден штип. Цело време за ВМРО. Иста талента години. Ама нека човеков. Јас вистина, дека не сум партиски обоја, ми смета партија. Отворил ти каже. Нагласен ти кажам, 20 години никако не ради овие работи. Ги направивме милионери, последните партали во градо, ги направивме царови. Како да гласам, не знај, кажи ми како и за кого. Немаме варијанта друга. Верувајме дека извини. Сега поздрав ради тебе сега. Се немам јавено, може една година, две. Да, во реде, ви благодараме те. Секој добро и вам. Исто така, да. Добар ден, повелете. Или сме на крајот. Има, за жал, многу работи кои предизвикуваат и нервоза и проблеми и се предизвици, како што беше темата, предизвици пред нас, пред општеството, дотолку повеќе ете добро е да се обидеме да бидеме колку е можно по-смирени и колку помалку да не допре тоа директно. Ако веќе имаме таа среќа да не сме директно инволвирани во тие непосредни судски
лавиринти, да речеме, со лични некои предмети, здравствени и така натаму, и токму тогаш да се залагаме и да настојуваме да ги поправиме за работите, за кога тогаш ако ни затреба и нам, но и на сите, на државата да функционира барем основно како што треба и да има известна перспектива која за жал ако вака продолжи се е помала, само се скратува. Како што се скрати и времето за оваа емисија. Ви благодарам за учеството, за вниманието, имајте пријатно попладне. Довидување.